Вице-премиере, во јавност има доста информации и толкувања за помошта што Европската унија треба да ја прати за Северна Македонија за справување со ситуацијата со коронавирусот. Прашањето е едноставно: дали и колку пари ќе добие земјава од Брисел? Значи, прво како централно координативно тело СЕП не комуницира само со Европската унија, туку со сите можни донори. Јас имам пратено писмо до сите земји во светот за тоа што ни е потребно како помош. Меѓутоа прашањето ви е што Брисел конкретно. Значи, они прво ги ослободија 4 милиони евра кои што се дел од така наречен EU Facility пакет за непрограмирани претходно проекти. Од тие 4 милиони тие ни се достапни и сега и се обидуваме да набавуваме претежно респиратори. Преку UNDP оди таа набавка, набавени се респираторите, меѓутоа идат за цел регион пакетот. Најавата сега е дека 8 април треба да стигнат во регионот, дали Тирана, Приштина, Скопје, зависно од како ќе биде организиран транспортот, за да потоа ги донесеме во Скопје. Значи, тоа е пакет на првите 20 респиратори кои што се од тие 4 милиони. 3 милиони идат во директна буџетска поддршка, 9 милиони идат за мали предпријатија, исто така како директна буџетска поддршка, и поголемиот дел од 50 милиони, тоа е реалокацијата на перформанс awardот кој што го добивме заради план 369, план 18, ние претходно ги наменивме за чистење на воздух, за регион Преспа, развојот, за проекти во транспорт и така натаму. Сега сите 50 милиони ги користиме за митигирање на социоекономскиот импакт од кризата, односно намалување на последиците врз економијата. Тие ќе бидат достапни во првите 3 до 5 месеци. Јас имав видеоконференција со комесарот Вархеј, разговаравме во детали за сите овие прашања. Два моменти се нови и важни. Тоа е прво одлуката која што не поминала лесно, меѓутоа со доста притисоци од страна на Европската комисија да влеземе во така наречениот Joint Procurement Action, односно во заедничката набавка на опрема. Имајте предвид дека претходно Европската комисија забрани експорт на медицинска опрема дури и за регионот. Сега не само што дозволи после нашето барање, туку и прифати да бидеме во заеднички тендер со нив, со тоа што поставија услов да од првата мерка што сме ја донеле за заштита од пандемијата, да сме потрошиле 0,3% од бруто домашниот производ, што мислам дека е исполнето заради сето тоа што сме го направиле досега. И второто е пристапот до Европскиот солидарен фонд, кој што е односно фонд на кој што може да пристапат само земји членки и земји кои што преговараат. Сега, тука требаше креативно читање дали одлуката на Советот за почеток на преговори е доволно или треба прво IGC, односно меѓувладина конференција. До сега, првата меѓувладина конференција се читала како почеток официјален на преговорите. Сега, овој пат Европската комисија дозволи да одлуката биде доволен критериум за елиджибилност, за да можеме да пристапиме на овој фонд. Значи, се вкупно за колку пари, за колку средства зборуваме во овој период? 65 милиона, нешто над 65 милиони евра. Кога тие ќе бидат на располагање, значи може Македонија веднаш да ги користи за справување со ситуацијата? Првите 4 се веќе на располагање. Прашањето е дали има достапност на респиратори за да ги трошиме тие пари. Меѓутоа тие пари ни се денеска на располагање. 3 милиона, исто така како директна буџетска поддршка, се веднаш на располагање. 9 милиона е исто така како за мали и средни предпријатија, се веднаш на располагање. Само овие 50 милиона треба време од 3 до 5 месеци, бидејќи и така нив ги планираме за олеснување на економските последици на пандемијата, а не за здравствените потреби на клиниката за инфективни болести. Значи, грото од помошта која што сега е утврдена бидело на намалување на ефектите, на економските ефекти на кризата, а не на санирање на здравствената ситуација. И сега, друго едно прашање кое што се наметнува во врска со кризата е дека Македонија веќе доби зелено светло за почеток на преговори. Како кризата ќе се одрази на фактичкиот почеток на овие пристапни преговори, значи на одржувањето на првата меѓувладина конференција, бидејќи
И дали беше реално и најреалното сценарио дека можеби веќе во јуни ќе можеме да почнеме пред да се усложни ситуацијата заради пандемија. Пред ова со пандемијата, сите најави кои што ни доаѓа од земји членки и од претседавачот дека за нас беше планирано јуни да биде првата меѓувладина конференција, бидејќи тогаш се планира да се пушти од страна на комисијата преговарачката рамка, да се усвои на самитот во јуни преговарачката рамка и бидејќи како што велат заклучоците as soon as possible, што значи веднаш после усвојување на преговарачката рамка да се одржи првата меѓувладина конференција. Сега се уште тоа стои, меѓутоа никој не може да го предвиди развојот на настаните. Дали тоа ќе се случи, ќе зависи повеќе од тоа како пандемијата ќе се развива, отколку од некои политички прашања, иако се разбира ќе има и политички моменти, бидејќи што значи преговарачка рамка, значи секоја земја членка да ги стави своите барања во рамката. Можно ли е во преговарачката рамка да се најдат некои билатерални прашања на соседите, конкретно во однос на Северна Македонија, бидејќи имаше и такви најави од Бугарија? Преговарачката рамка ја прават земјите членки. Ја подготвува Европската комисија како драфт, но ја усвојуваат земјите членки. Така да секој има право, секоја земја членка да си стави тоа што мисли и тоа на начин на кој што мисли. Знаете, кога се правеше преговарачката рамка за Србија, имаше предлог, на пример, прашањето со Косово да биде во секоја од поглавјата. За секое прашање, телекомуникации, односи Белград-Приштина во поглавието за телекомуникации. И на крај да се одлучи дека целиот пакет на прашањето со Косово да биде во поглавието 35. Тоа е преговарачка рамка. Кај нас исто така ќе има такви обиди. Да се стави во секое прашање од Преспа, секое прашање од договорот со Бугарија, да се фрагментира во секој од поглавијата. Јас не мислам дека тоа ќе биде наш интерес. Меѓутоа, ние од сега, бидејќи реално немаме многу право на влијание во конечната одлука на преговарачката рамка, но имаме право на лобирање. Ние треба од сега да почнеме веднаш со земјите членки, прво внатре да донесеме одлука кој пристап ни е подобар, имајќи предвид дека да, ќе бидат ставени двата договора најверојатно во преговарачката рамка, меѓутоа ние треба да имаме стратешка позиција кој пристап ни е по-добар за справување со истите и да почнеме да разговараме со земјите членки за да ни помогнат во дефинирање на таа преговарачка рамка. Меѓутоа фактот дека ние сме ги подпишале двата договора, јас не очекувам дека ние тоа треба да го сватиме како товар, туку како обврска да ги реализираме истите. Благодарам. Благодарам на вас.